Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во ова најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Во 2022 година во Македонија се пријавени 680 случаи на семејно насилство врз жени, а само лани биле убиени 6 жени, што според законот кај нас тоа се нарекува фемицид, односно убиство на жена само затоа што е жена. Познавачите велат дека институциите мораат да бидат поажурни во заштитата на жртвите, а тоа се жените и децата. И токму кога се правеше оваа анализа во текот на вчерашниот ден, излезе и информацијата за свирепото убиство кое што се случи во Кочаник, за кое што пак денес невладините и ја бараат одговорноста на институциите. Но, пред тоа, пред да зборуваме за тековниот настан, ке одиме со емитување на прилогот на колешката Енџи Николовска, која што ја правеше оваа анализа во текот на вчерашниот ден, да го погледнеме во продолжение, па ке коментираме понатаму. Извршени вкупно 18 убиства врз жени за последните 4,5 години. Според статистиките на МВР, најмногу убиства при семејно насилство се извршиле минатата година, а за првиот квартал од оваа година извршени се 3 убиства. Од Министерството за внатрешни работи вела дека македонското законодавство не го признава терминот фемицид, па оттаму и не го регулира како посебно кривично дело. Она што е дел од кривичниот законник е основното убиство, а вршење на кривичното дело убиство во семејно насилство е предвидено како отежителна околност и се предвидува казна за сторителот до 10 години затвор. Во вкупната бројка на сторени кривични дела не смее да се занимари бројот на фемициди како најекстремна форма на родово базираното насилство, и тоа по 3 случаи во 2019, 2020 и 2021 година. Во 2022 година извршени се 6 убиства при семејно насилство и 3 во првиот квартал на 2023 година. Институциите треба да ги заштитат жртвите, а најчесто тоа се жените и децата. А кај насилникот треба да се открие зошто внатрешните фрустрации, незадоволства и неможности или било какви внатрешни проблеми ги решава по пат на агресија кон најблиските. Од најмали нозе да ги едуцираме луѓето, да знаат што е насилство, што е физичко насилство, што е сексуално насилство. Државата би требало наша да и помогне на таква жена, не да се скрие во шелтер, него да и дадат можност каде ќе домува, некаде да се смести, да најде работа. При семејно насилство најмногу страдаат децата. Јовановска вели дека тоа остава последици врз нивниот емоционален, физички и ментален развој. Во најкритичните случаи институциите треба да постапуваат соодветно кон децата и жртвите, бидејќи веќе еднаш доживеале травма. Второто разочарување и травма не треба да биде од односот од институциите кон нив. Последиците се толку многу големи што не може да се собере, би требало научи трудови за да објасни што све ќе се случи кај деца кои преживеале семејно насилство. Што прави тоа внатре, тоа е катастрофа, раздор во душата. Во рамки на семејно насилство за 2022 година пријавени се 83 жени жртви на физички напад. А исто така минатата година пријавени се 576 жени жртви на кривично дело телесна повреда и 21 жена жртва на кривично дело тешка телесна повреда. И тоа е темата за која што ќе разговараме во текот на денешниот ден. Фемицидот од 2022 е кривично дело според кривичниот законник кај нас и врз основа на тоа Македонија е и првата земја од земите од Западен Балкан која што го инкриминираше ваквото дело. Одговорноста на институциите, ако зборуваме за она што актуелно е сега во јавноста во однос на случајот во Кочани, одговорноста на институциите треба да се истражи за вчерашното свирепо убиство на 46-годишната жена пред нејзиниот дом во Кочани, која што буквално измасакрирана со 42 убода од нож од нејзиниот поранешен партнер, а при тоа ова го побара од невладината Ехо Штип, односно представничката од таму Бети Пеева. Таа потенцираше дека според тоа што вчера е објавено од институциите медиумите како информации дека жртвата 7 години трпела уцена и закани, а убиецот е пријавуван во полицијата и во обвинителството, говори дека некои институции не постапувале со должно внимание за заштита на жртвата, но и за санкционирање на насилникот. Невладината Ехо со години работи со жртвите кои трпат насилство без разлика дали тоа е физичко, психичко,
економско или некое друго. Според Пеева, во практиката и на терен, дел од институциите во одредени општини покажуваат одредена несериозност кон жртвите, додека во други општини имаат, како што вели, брза заштита и помош на жртвите. На 0260 91 924 или 925 јас разговараме токму оваа тема и јас ги поканувам и ги повикувам повеќето жените да се јават и да кажат и дали се чувствуваат безбедно во однос на ова или можеби тие кои што знаете одредени случаи за кои им е загрозен во некаква форма со животот со партнерот дома и бидејќи тоа е малку и проблематична тема со оглед на тоа дека е и доста табуизирана од една страна, но од друга страна и еве како што гледаме има и случаи каде што институциите потврлаат во делот на третирањето, да се биде и внимателен кон тоа, се разбира, е од особена важност. За 2022 година во Македонија се пријавени 680 случаи на семејно насилство врз жените. И ова е родово базирано насилство, бидејќи е конкретно насочено кон тоа затоа што се жени. Доколку имаме некој на линија, може да одиме со вклучување. Повелете. Добар ден. Дали се слушаме со некого? Повелете, добар ден. Да, повелете. Добар ден, ве слушам, повелете. Добар ден. Да, добар ден, повелете. Се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Видете, ја поинаку тоа го гледам. Маж кој ќе дигни рака на жена, прво не е маж тој. Ако нешто не оди, разбрано речи, извини, жено, с нас не бива, врата на оди си ти или ја да си замине на мирен начин. Власта ги подпомага, зошто викам ги подпомага? Затоа што ќе направи проблем мажот, ќе убие, ќе направи нешто, и власта, ај со ќутење ќе го судиме, ај вака ќе го влечиме, ово, она, и луѓе го вика, власта, што ќе ми прави? Пример, отишло во шпелерација женава, не можел да издржи, му излегло од мозокот надвор, станал и утепал. Пример. Ама ако ќе знае дека него вамо ќе го ликвидираат, власта док е жив у затвор. Ќе размислува поинаку. Законите дозволуваат, законите ги потикнуваат, затоа што не се сериозни закониве, не се дисциплинирани, не се едноставни да сечат како што треба по законот и брза постапка. Има жени и тие на насилство прават према мажите, има мирни мажи, може и жената да оперни со некој дрво или било со што, да го снема мажот. Тука ја ги гледам поинаку. Не видат, ај жено пријатно ти натакат, ја навака и мирна работа. Што е она убивање? Што е она, дали со нож, дали со дрво? Кој знае со што се тепат? Пак ќе речам, власта е виновна, она потикнува. Нема што друго да кажам. Пријатно и убав ден да имаш. Пријатно, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој среден на линија, повелете? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Па ја мислам дека проблемот, не мислам него ја ви тврдам дека проблемот е во постапката. Ние често ги менуваме законите и ја условнуваме постапката за преземање мерки. Во дадениот случај за мене е симптоматично зашто јавниот обвинител пасивно реагирал на пријавата од МВР за уцената. Затоа што ако веќе имало пријава дека за уцена и изнуда, прашањето е зашто толку време се чекало да се преземат мерки и воопшто дали биле преземени мерки. Меѓутоа проблемот ја го гледам и во нашата многу голема демократизација на законите. Знаете, после самостојувањето на нашата држава, ние ја укинувме смртната казна како казна. И донесовме закон да може најголемата казна да биде 20 години, па после тоа се приначи, се воведи доживотна казна. Но откако се укина смртната казна, на територијата на нашата држава масовно порасна убиствата. И мене тоа ме загрижува, зашто случајците не прават анализа и не прават аналитичка обработка, зашто порасна на масовно. И тоа, пазете, се работи за грозоморни убиства. Да не ви спомнам случај Панда со скршено шише сечење стомак на сопругата, па да не речеме некои други случаи што ги имало. И секој завршувале со лечење во Бардовци, да ви кажам право. Што стварало револт, па можност за враќање. Мислам дека треба некои делови од законот треба да се преработат, за да се убрза постапката. Сега како што е направена кривичната постапка.
дека јавниот обвинител е цар на истражната постапка, дека се додека он не одобри, полицијата не сме да преземе никакво действие, мислам дека ги успорува постапките. Треба да се размислува на поубрзување на постапката, понапред со стариот закон, ние, да кажеме, го изјаснуваме на јавниот обвинител, тој дозволуваше ние понатака ги презимаме сите мерки и задржување и се останато. Сега додека не му пријавите на јавниот обвинител, па дали тој ќе одлучи дали ќе има задржување. Така. Благодарам за јавувањето. Дали имаме некој седен на линија, повелете? Огнен, добар ден. Добар ден, повелете. Оваа бројка што ви е напишана 680, мислам дека е мала во однос на сварната бројка која се јавува кај убиствата. Во право сте, Затоа така е. што Ова е само многу официјалната. Многу жени, немајќи друг избор, нема каде да оди, бидејќи знае дека мажот може да ја отврли, преќутува, не ја кажува ситуацијата, не ја пријавува во полиција и останува така. Трпи насилства и во крајен случај доаѓа до убиства. Јас мислам дека на овие докажани убици при судењето не треба да им се додели адвокат. Едно. Друго, да се вметне во законот пасус, амандман, со кој како убил, така да го убијат обавезно. Ве молам, само не заговарајте смртна казна. Абе, Огнен, животот е драгоцен за секого. И сега жената добила 40 убода. Па она што знаеме ние со спечителя за Джек Мелосек. Тој значи аматер во однос на овој сега што се јави во Кочани. А знаете што значи вие 40 убода, сигурно вас ви треба 5 минути ако ништо друго за да го направите тоа. Како направил злодело, така треба и тој да добие казна. Мислам дека законите према тие убици се многу благи. Огнен, биди поздрав. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам, ќе ги замолам гледачите да се воздржат од дополнително објаснување и коментирање и визуализирање на начинот на кој што биле извршени ваквите убиства, бидејќи сепак ова е термин од 16 часот и има млади лица кои што седат пред екран. Вашата визуализација на тоа како се извршени процесите на одземањето нечи живот е неповикана, непотребна и штетна за гледачите. Следен на линија, повелете. Годител од име од Скопје, добар ден. Поздрав, Диме, повелете. Не, ништо нека не значи што јас имам керка психолог, а многу често сме си правиле муавет околу ваквите нешта. И у муаветот со керка ми на неколку пати ми има кажано, вели, бракот е институција. Бракот е уметност на брачните другари да го одржат, а сплотено со нивните чеда. Па сега јас ќе си спомнам дали во времето на моите баби и дедовци имало развод. Не верувам. Па во времето на моите родители, татко ми покоен роден 26-та, мајка ми 34-та година, ако имало развод на брак, не само Скопје, цела Македонија ќе да. Затоа што тоа било ретковост. И сега што се случува? Многу често, за жал, се засниваат брачни парови, каде што младите пред да стапат во брак имале разноразни, како да кажам, инциденти, нереди и стапуваат во брак. Што тоа понатаму? Кој е виновен? Значи, нездрелоста, туку така, ајде да влеземе во брак, а она претходното искуство као ќе го коригирам. Не, напротив, иде бетер. Па еве докази. Еве сега случајот, ова во Кочани, што го спомнав. Пазете, тука прво има разлика во години. Жена која што не е во брак и тој убицата дали бил во брак, не е бит. Ама што е у суштина причината? Ако е тоа точно дрога, значи тоа е енормно лошо нешто и што довело до такви. Тука институциите треба да се запрашат.
Благодарам за јавувањето. Следна линија, добар ден, повелете. Добар ден. Казвам, ја мислам дека овој кај нас непотизам доаѓа до вакво нешто, затоа што вие кога ќе пријавите нешто и вас да не ви дојдат во сусрет да ве заштитат, понатака што да кажем, ајде. Значи ова е толку пријавувано. Не сакам да спомнам како претходниот гледна што се случувало во таа господја. Ова е нешто, не знам, не може, не треба ни да се помисли и замисли. Меѓутоа, тие такви фрустрирани луѓе, за жал ги имате во сите служби и вие не знаете кој е како. За мене тие луѓе се некој начин, како да кажам, дали дволични, дали психопати, не знам во кој смисол како да ги наречам, значи тие луѓе се скриени. И вие кога ќе дојдете во тој брак или што натака веќе почнува човекот колку толку мора да се открие, веќе не може толку да биде скриен. И сега вие, значи државата да не може да заштити вакви луѓе, да ви кажам, мене ми е, не знам, више греота. Нонстоп се случуваат вакви убиства. Значи, вие да убиете, да одземете човечки живот, што вие не се го создале и не се тој што треба да го одземете. Значи, такво нешто и да не одговарате. Па, брате, или нека биде доживотно осуден, или, меѓутоа, за жал, сите тие се со некоја врска. Кога ќе одите вие и ќе гледате, глека тие уопште нити за отслужување казна, нити за одговарање друг. Значи, толку ова насилство е проширено, тоа е чудо едно. Затоа што позади тие луѓе, сега во 16 клучоци, секолку јас правам, значи не се овако, затоа позади нив стои крв голем, кој ги штити и затоа се они такви активни и смели, ти ништо ме не можеш, ја позади имам, големо чудо ќе си ги направам, меѓутоа за мене тие се болни луѓе. Значи вие да земете да посегнете по човечки живот, вие не може да бидете здрав човек, буквално тоа не може здрав човек да го направи, некого да му го одземе животот на сила и со каква намера и со какво насилство. Така, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете, добар ден. Браво! Да, добар ден, повелете. Не знам, сега овој типот таму 50 годишниот, дали бил по функција джандар, дали бил некој војно лице, дали бил некој функционер, локален моќник, било што, тој за толку да се мангу пише, за да дојде до степен да ја убие жената, значи мора некој добро да го покрива и така, нема да на своја рука да работи. Еве ја да пробам да третирам некого тука, верите ми, до утре више нема да постојам, така да мислам, знаеш, има некои што се поистакнати системот, а некои што си го живеат животот нормално и сега, знаеш, ако некој мирен човек направи некој дело, жив ќе го изедат, али овој мора да е многу моќен. Гарант, тоа треба да се провери од ваша страна како новинари, кој бил зад него. Тоа е многу битно, грбот. Грбот е најважен. Еве да речеме, обичен спутник да направи оваа работа, дебело ќе го изберат. Еве, ако се сеќате на еден дедо во време Бранко Црвентовски времето, утепа, мислам дека еден насилник утепа, другиот го повредили така нешто, беше со ордишка пушка. Влегле да го напаѓаат таму и дедото заврши во затвор. Веле Шантана што беше од тој полицајецот малтретирана, ако се сеќаш. Не знам дали ја осудија, мислам дека ја ослободија. Ја ослободија, ишала нешто слободен да биде, ај. Да. Фала Богу. Иначе ако мислите на таа која што губи партнерот што беше полицаец, Пале, да, ја ослободија. Палела многу пати и на крај сама решила. Ја земала правда свој рад. Па, значи, ја пак ќе кажам, сите тие такви како тој имаат покритие од некого. Поздрав, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден, повелете. Дали имаме некој следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Дали се слушаме, повелете? Дали имаме некој на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Доколку се слушаме со некого, одиме со јавувањето. Добар ден, повелете. Ало? Да, повелете, добар ден. Огнен, добар ден. Добар ден, повелете. Само да го намалам телевизорот.
во врска со темата, што претходно еден гледач рече дека за 22 година се пријавени 680 случаи, тоа е минимална бројка према на другото. Тоа е од причина што многу од случаевите преќутуваат или едноставно не сега да излезе во јавност. Меѓутоа, за конкретниот случај во Кочани што се случи вчера, ја мислам дека подбациле конкретно сите институции. Сега да не ги набројам сите, меѓутоа тука требало да настапи прво овие невладини организации што се и на крај и полицијата. Зашто? Ради тоа што имале, да речеме, мерки што може да го отстранат тоа лице на неколку, да не речем сега како му доаѓа тоа, на неколку метра, да има пристап да се приближи на таа особа, да речеме на таа жртва. И со тоа на некој начин би се заштитила. Само тука подбациле, пак ќе речам, институција што не треба да дојде до овој немил настан. Благодарам и пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој средна линија? Добар ден. Добар ден. Да. Да, повелете. За емисијата, за семено насилство, така? Да, повелете. Бидејќи слушам друг гостин. Не, тоа е веројатно касни гласот, ние ве слушаме вас одлично, нема мешање, повелете, зборувајте. Па ништо, јас само сакам да кажам дека навистина многу работи треба да се сменат. Јас сум жена жртва на семено насилство. Тоа се случи пред многу години. Апсолутно не знам како излегов од тој пекол со оглед на тоа дека институциите апсолутно не функционираат. Се вртите помеѓу Центарот за социјални работи, судот и полицијата. Јас успеав да излезам само поради тоа што сум финансиски добро ситуирана, образована со сопствен стан и со семејство кое што застана заради мене. Но верувајте, многу жени го немаат тоа. Јас лично познавам многу жени кои што и понатаму седат со насилниците и трпат насилие од секако вид, бидејќи институциите не функционираат. Сметам дека треба да се работи многу повеќе на превземање на европските закони. Пред се, јас како прво би го предложила иселувањето на насилникот од дома, бидејќи од стан кој што беше заеднички, мој и на поранешниот сопруг насилник, јас излегов. И до ден денеска го немам добиено своето собственичко право на останатата половина. Многу болна, многу тешка тема за мене. Се надевам дека ќе се разбуди некој од надлежните да почне да превзема навистина. Ова многу лично ме погаѓа. Мислам дека и второ нешто што многу ме погаѓа, што семејното насилство е до некаде и прифатено од страна на околината, дури од страна на едуцираните луѓе, доколку жената биде представена како неморална, дури насилникот се смета дека сторил нешто навистина корисно, затоа што ги искршил коските, да речам. Значи, навистина сме многу назад. И треба тука една широка општествена платформа, треба многу да се работи. Во спротивно ќе се соочуваме со многу починати и претепани жени и понатаму. Јас толку би имала да кажам. Се надевам дека овој мој апел ќе го чуе некој. Само останете на линија. Јас сакам да ви се заблагодарам и особено да ја поздравам храброста за да се јавите во емисија и да зборувате за тоа. Верувам дека е исклучително полно со предизвици и за тоа сум ви многу благодарен. Ви благодарам и на вас и почитувам, бидејќи веќе неколку пати сум ве следала, вие оваа тема ја актуализирате повеќе пати се актуализирала и мислам дека имате еден многу исправен став по однос на сето тоа, меѓутоа мислам дека треба да се настапи можеби многу сериозно. Можеби со некоја серија на новинарски написи, можеби со учество на жени кои што тоа го поминале, со совети како да се помогне. Навистина тоа е сето тоа многу компликувано и многу е тешко. Верувајте дека е многу тешко. Јас излегов. Јас сум сега среќна. Искрено се радувам да ви кажам што сте се извлекле и што сега
си дозволувате да се јавите и да споделите за други да слушнат, да им дадете можеби поттик на тие кои што би се уплашиле? Да, не треба да се откажуваат и треба огромна упорност, но повторно велам ќе треба многу Истанбулската декларација, која што јас исто така ја имам проучувано кај нас, мора да се спроведе. Таму има навистина многу добро предвидени постапки према насилниците. Знаете, кај нас и да се појавите во полиција со сите тие документи и да ви се приближи насилникот и покрај тоа што имал забрана, не се презема ништо. И покрај тоа што насилникот не постапувал според пресудите, например, да ги предаде децата, да ги донесе кај мајката и така натаму, ништо не е превземано, мислам, тоа е страшно нешто што се случува. Велам, многу треба. Не само вака емисија ќе помине и ќе чекаме некоја друга жена да биде убиена. Сериозен проблем на општеството пред се. Но во секој случај ви благодарам што ме слушате. Благодарам многу. И ви посакувам убаво попладне. И јас вам истото ви го посакувам и таквата истрајност која што ја носите и што ве носела низ патот што сте го изодиле, навистина посакувам да ви остане доживотно и да ја пренесете и на идните генерации, еве можеби и преку вашето јавување и на некои други. Следен на линија, повелете, добар ден. Ало, добар ден, поздрав до вас. Поздрав, повелете. Врска со темата. Господин Огнен, проблемот меѓу мажот и жената е уште од Адама и Ева. Ова зверското убиство на жената во Кочани, па тој истиот убиец можел тоа да го стори и кон машка особа. Нагонот негов му е таков. Природниот нагон на тој човек. Исто така, душманско бие на жена, исто се работи за нагони на луѓето. Таков му е нагонот. Но, сметам дека најдобро односите меѓу мажот и жената се регулирани, религијата ги има регулирано најдобро односите. Институциите, законите тешко можат да ги регулират тие работи. Заради тоа што, ево, да речеме, зашто кај муслиманите го нема тоа? Зашто го нема? Што мислите дека нема? Каде е местото на жената, каде на мажот? Господине, ќе ве замолам верски исповеди да не ми држите. Што мислите дека нема кај муслиманите? Па нема, зашто религијата му го ставила местото каде е на жената, каде е на мажот. Повторно ќе ви кажам, ве молам да не зборувате за тоа каде е местото на жената, каде е на мажот. Ве прашав што нема кај муслиманите. Каде е сега? Ало? Што нема кај муслиманите, ве прашав. Молам? Што нема кај муслиманите, рековте? Па регулирано е верски. Што нема, ве прашав, што нема? Има се, кај ни ве најдобро решеното. Господине, ама не ве разбирам, ве прашувам да ми повторите што нема. Не ве слушнав. Видите вака, таму превентивата делува добро. Добро, следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Да, повелете. Нема кај муслиманите, ама во турските филмови жените се малтретирани на високо ниво. И јас сум многу револтирана што такви филмови се даваат на македонски телевизии. Ме слушате, ало? Да, ве слушам на македонските телевизии. Да. И да не мешаме баби и жаби, религијата нема врска со насилство. Ниједна религија не промовира насилство. Поготово кон жената или кон деца, па ни кон маж не треба да има насилство. Меѓутоа, во последно време, овде барем кај нас, тоа како да е модерно, да ви кажам. И на вашава телевизија, многу мажи ги подценаваат жените, ги навредуваат, ја една збореви слегува дека само вие имате често теми за насилство, поготово на жената и децата, а иза и само ја од оваа страна. Морам да го кажам и ова, затоа што беше пречутено. Овде еден гледач во емисијата во тек, господинот, ваш колега беше водител, вака рече. Јас тоа го коментирав и после тоа ништо немаше. Во имни на женските деца, демек моите, ама и сите, поготово во Скопје, а и во Македонија, женските деца, па после и невестите, па и жените, ќе станеле канти за сперма. Таков е тој мозок што го збори тоа.
Јас сум толку револтирана кога помислувам на тој збор канти за спер, јас се тресам да ви кажам. Желудникот ми се превртува. Дали некој нормален тоа може да го каже во јавност? Па дали има чувство тој човек? И после ние збориме за насилство. Па тоа од дома излегува, воспитување од дете. Тој е така воспитан да биде насилен и према жената, и према дете, и према друга особа, гневење. Значи цел живот го гаи гневот. Зошто јас велам, треба да го зауздаме гневот, да пуштиме разумно размислување, совеста да ни биде разумна и да ни биде свесна, а не со гнев. Не можам, навистина не можам да зборувам. Благодарам, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Ало? Да, повелете. Добар ден. Повелете. Јас ќе бидам кратка. Да. Ова жената сега што го кажа е многу точно. И јас го слушнав, меѓутоа го слушнав и на друга телевизија и од таму ништо не реагира. Само толку сакав да кажам. Так. Ви благодарам, пријатно. Благодарам многу за јавувањето, пријатно. Следен на линија, повелете. Добар ден, повелете. За мен. Значи, јас не се служувам со гледачот, мора повторно ми иritira што се јави, што рече дека религијата. Затоа што вие видите колку имаше случаеви исти во кај муслиманите. Значи, ја не знам господинот дали гледа телевизија или слуша се. Истото се случува и кај нив. Сега, каде, колку и како, ние не можеме никако тоа процентуално да го ставиме. Така да, насилството јас нема да прифатам дека се случува само во една религија. Нема тука религија. Затоа што имате и мешани бракови, имате секакви случувања, не можете вие ништо да генерализирате. За дека само е крива државата. Значи, вие да прејавите случај и да не бидете заштитени, ја не знам кој друг. Сега, кога би се казниле тие, кога било неколку пати пријавено, во полиција, вајде предпоставувам, ајде сега карикира, али таму се пријавува. Значи, да видиме тие да одговараат, што не презеле никакви мерки за да се одземне човечки живот. Значи, вие треба да одговарате за убиство. Вас ви е побарана помош. Вие сте институција, платена од народот, да го заштитувате народот. Вие не сте го заштитиле народот и сте дозволиле да отиде еден човечки живот. Не е еден и повеќе. Затоа што многу пати е јавувано дека луѓето пријавувале и никаква заштита не добивале. Многу разни случаеви има и се многу убаво се сеќавам, така да ова е буквално соучество. За мене доаѓа соучество. Ти да бараш помош од некој, а тој е за тоа одговорен. Значи, он треба да помогне. И сега вие да не добиете таа помош била како, на кој начин да те заштити и пазите, молим те, губиш човечки живот. И сега кој? Не си ти соучесник си. Како можеш ти институција да не помогнеш на вакво дело нешто? Не е еднаш и два пати и три пати и еве сегдека го има, не е точно. Јас многу во се сеќавам, немам време да ги набројувам случаите, меѓутоа сегдека многу често више се случува и ова е да ви кажам, не знам, многу големо загрижувачки. Не знаете што ви чека, такви луѓе шетаат. Така. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Со последните измени на Кривичниот законник од февруари годинава во членот 123 убиство, во ставот 2 воведена е нова точка 2а, со која е предвиден посебен квалифициран облик на убиство. Цитирам: кога друг ќе лиши од живот жена или девојче до 18 години при вршење на родово базирано насилство, завршен цитат. Точката 7 пак е изменета и гласи, цитирам: ќе лиши од живот женско лице за кое знае дека е бремено или дете. Завршен цитат. Со овие две точки се воведуваат одредби за санкционирање на најтешки форми на родово базирано насилство кон лица од женски пол и женски род, согласно барањата на Истанбулската конвенција. Без оглед на правната терминологија, обвинителството и досега и одсека работи на санкционирање на ваквите облици на родово базирано насилство. Со тоа што во праксата, да речеме, голем дел и од тие кои што работат во делот на адвокатурата и слично натаму велат дека се додека жртвата мора на 3 места одново и одново да ја раскажува ситуацијата, настанот во присуство на началник и присуство на насилникот особено, секогаш ќе има ревиктимизација или збор кој што означува повторно ставање во форма на жртва и враќање назад на сеќавањата во ситуацијата кога била жртва. Системот и покрај законските измени се уште не е подготвен да ја заштити жртвата на секое ниво и во целата постапка.
до измената на кривичниот законник, често пати се случувало да нема точна квалификација или во рамки на постапката да се преквалификува делото од страна на јавното обвинителство. Но во соглед на измените кои што се направени, а како што ви кажав и на почетокот, ние сме и прва држава од 6 на Западен Балкан кои што тоа го прават во насока на се уште не сме по таа дефиниција, но во насока на тоа што е квалификација од страна на рамката на Обединетите нации по однос на фемицидот, сепак сме засега во тој поглед, барем на хартија, најнапредни, условно речено. Но праксата ќе видиме што ќе покаже. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Па овој случај, значи, извршен е врз жена и се работи за по моје лудило. 40 убеди не се малце. Значи, очигледно човекот побудалил. Нешто било со него, нешто се случило со него. Поматен разум, не знам. Тоа, ако баш сакал да ја убие жртвата со еден-два убоди, можел да ја убие, мислам, ете така. Меѓутоа, овде е нешто злостор направен, значи, буквално лудила. Така да човекот треба психијатриско посматрање да се види како што е вакви случаи ќе има сега. Не дај Боже да има, меѓутоа има. А има случаи и обратно, кај што жените го прават тоа што врз мажите. Јас не знам тоа како се вика, ово е фемицид. Никако не се вика, затоа што тие случаи се многу ретки и причините се многу често и поинакви од така, ова. значи не се крстени уште, ќе се крстат. И вот и има веќе, имало такви работи, например, ете жената, женското што го убија, то дечко тој го покрија со камења таму, кај беше? Тој со италијанското име што беше? Пино. Така нешто беше. Значи, и то женско било, навистина, не било со сите. Навистина било злословник, без разлика што е женско. Значи, може да се јави и во едниот случај, и во другиот случај, може да се јави таква работа. Сега почесто е кај, значи, напад врз женското лице, поготово во браковите и во вонбрачните врски. Кај што веќе постои и љубомора, ако е брачната врска климава или... Благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Поздрав до вас. Благодарам, поздрав, повелете. Па видете вака, секој си кажува тоа што знае. Али една основна причина за ова насилство се институциите, центри за социјална работа и полицијата. Ако таму тие се стручни, таа е во едната, таа во другата, значи законито се превзема стручно, има таму психијатри, психолози, значи стручен тим се формираат, а не во социјалните центри разведени жени, избркани жени, значи таму вработени така. Значи во такви центри не треба такви да има. И сега таа стварно и уличарка, како да ги наречеш, вработени таму. Значи таа не може такви случаи да решава. Значи самата жена што ќе оди таму, што ќе пријавува кај таква жена. Значи тоа треба институционално многу да се реши, за да ова профункционира, за да бидат заштитени жените. Сега, животекот, кога почне емисијата, ми се јави на странка, вика, те молам, ако добиеш, јави се, кажи му, вика, ќерката, вика, градоначалникот бремена е избрака од работа. Дали тоа не е насилство? Значи, институционално насилство врз жената. И тоа е, и тоа после влија и дома. Нема финансии. Значи, тука институциите и државата, ако застане на здрави нозе, се решава, мислам дека 90% нема да има тешки дела према жената или према маж. Благодарам, пријател. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете. Добар ден, убав ден, вами на вар. Повелете, благодарам. Насилството постанува од домашните. Затоа што ако вие
Седите со мажот и си разговарате и се идете, те испратува на работа како човек, а како стока го наоѓаш ти дома. И ќотеци, и малтретирања, а ќе дојде сестричката негова, па ќе се прави ја не сум, тој не е, овој не е. Кој е? Ја и мајка ми ќе идеме, он не отвара. Каков е тој начин? Само од неговите е тоа. Ако во бракот или од твоја страна или од негова се мешаат, тука нема ни милост, ни ништо, ни љубов, а не насилство. Тоа по насилство нема, да не ти отвара врата и да те малтретира. Толку ви благодарам, извини ако те реших пријатно. Благодарам за јавувањето. Поздрав и вам. Следен на линија, повелете. Ало? Да, повелете, ве слушам. Овека Славчо, поздрав до тебе, Огнен. Благодарам, поздрав, повелете. Па, сите имаме некаде во фамилија, да речеме, семејно насилство или пред тоа искусено или... Јас имам и по тетка и претучена пред 3,5 години што беше случајот кај што беа убиени пред самиот син и брати, да речам, и тој беше повреден, па остана, фала на Господ, што викаме жив. Тешко е за децата, тешко е за фамилијата, тешко е за сите. Мислам, ги осудувам тие работи. Мислам, па екстремното, да речем, насилството, убийства со ова, со она, некојаш те грешни, да речем, дали мажот, жената може да се кара да се смират, али не за соубийства, што викаме, има институции за ова, за она. Мислам, секој човек ако не оди работата, што викаме, понаше може и солидно да се разби. Мислам, тоа сакам да кажам, мене ми е болна оваа тема, и имам собствено, што викаме, понаше грб, кај на Александар Македонски, што се случи пред 3,5 години, тетка претучена прва од зетот, па тој пат се обеси покрај тоа и така. Беше осудена доживотно одвај, да речем, казна, ама бабијала кога внукот, например, да речеме, расти сега сам без родители, и не знам, тешко е за секој. И за не. Поздрав, те најубаво, и ти си отпилет, знам како е, и така. Благодарам за јавувањето. Поздрав, дали имаме некој стрелен на линија, повелете? Добар ден, почитување. Почитување, повелете. Ова во Македонија што се 680 случаи семејно насилство врз жените. Јас мислам дека и врз мажите има насилство, односно насилството е и една и друга страна сега. И во никој случај не е за оправдување. Со тоа што јас би сказал за нешто друго. Во овие 30 на години ние не видуваме соодветна личност на соодветно работно место. Секогаш е партиско, формално се зема плата и формално се кога ги има човек кој што работи на проблемот, но институционално ништо од тоа. Така да овие проблеми не само за насилството, и заштита на животните, во лајка, луѓе кои што воопшто не ни размислува за нешто, а веќе се ставени ради формално и во разни социјални установи кај што самото однесување на тие луѓе што треба да помогнат, треба да одговорат и за жал и покрај тоа што се утврдува дека и тие се виновни, нема никакво завршница, односно не одговара за тоа што земаат плата за да го направат тоа. Така да овдека затаиле повеќе служби, затаиле затоа што луѓето кои што требало да го прават тоа, да се згрижат, никој не ги ни побарал, а и никој не ги ни контролира, ни оценува за нивната работа. Сочувство према сите семејства што доживеа, еве и ова последнова е страшна трагедија, и на претходната со кај беше тоа што за незиниот случај. Градоубиство беше тоа трагедија за поразително за нас во Македонија, тоа се случува. Така да сметам дека некој треба некогаш, веројатно се надевам дека некој треба да застане и стварно сериозно да го свати животот. Тоа е све формално се прави. И благодарам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Последен гледач на линија, повелете, добар ден.
Добар ден. Повелете, дали ме слушате? Добар ден. Добар ден, дали имаме некој на линија? Добро, режија, тогаш ќе тргнете го кролот со оглед на тоа дека веќе и нема време. Во студијата која што е објавена во публикацијата Фемицидот во Република Северна Македонија, состојба правна рамка и судска пракса од 2018 до 2022 година, а објавена од страна на Ајре Центарот кој што работи во делот на родот и правосудството, има еден дел кој што се однесува на фемицидот низ истражувањата и во самата публикација се вели. Авторите кои се бават со следење на проблематиката на семејно насилство и по-конкретно фемицид во Република Северна Македонија сметаат дека неказнувањето на сите форми на родово базирано насилство ја зголемува недовербата во институциите, го охрабрува повторувањето на насилството и неговото кулминирање во фемицид. Проценка е дека македонското општество во голема мера пројавува премолчана толеранција на насилството кон жените, сметајки го под наводници нормално или исто така под наводници вообичаено, како дел од традиционалната култура на општеството. Истражувањето спроведено од страна на ОПСЕ за насилството врз жените во Југоисточна Европа, вклучително и нашата земја, исто така презентира вознемирувачки трендови. Воочена е висока распространетост на различни форми на насилство врз жените, но загрижува и ниското ниво на пријавување на случаи на родово базирано насилство и семено насилство. Причините за нискиот степен на пријавување на случаите на родово базирано насилство и семејно на надлежните органи се смета дека се срамот и стигмата заради нарушените семејни односи, ниската свест на жртвите за нивните права, но и ниските казни за сторителите на насилството. Според измените на Кривичниот законник, сторителите на фемицид се соочуваат со повисоки и построги затворски казни, кои се движат од 10 години до доживотна казна затвор. Тоа е темата за која што разговаравме во текот на денешното издание. Останете со Телевизија 24, следува дневникот во 17 часот, а од мене пријатно. Thank you.